Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Студентите од Кочани кои се добитници на стипендија од општина Кочани за тековната студиска година ги потпишаа договорите. Во изминатиот 10 годишен период од општинскиот буџет се доделени околу 270 стипендии во вкупна вредност од над 110.000 евра. 26 редовни студенти кои се школуваат на државните универзитети 10-та година поред од општина Кочани добиваат финансиска поддршка за поттикнување на нивното успешно едуцирање. Стипендиите во висина од 3000 денари месечно тие ќе ги примаат за учебната 2019-2020. Изборот на добитниците на стипендиите беше направен по претходно објавениот конкурс, според кој кандидатите требаше да задоволат одредени критериуми во поглед на постигнатиот успех, социјалната состојба или дефицитарноста на струката. Во салата на Советот се одржа свеченост на која добитниците на стипендиите ги потпишаа договорите со општината, при што градоначалникот Николчо Илиев им посака успех во натамошното школување, а студентите пак изразија благодарност за укажаната доверба. Јас сум Надица Николовска, 4-та година на Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. 4-та година сум абсолвент оваа година и по втор пат корисник на општинската стипендија. Искрено сакам да се заблагодарам на градоначалникот и на целата комисија која што беше задолжена за доделување на овие стипендии, бидејќи навистина оваа финансиска поддршка значи, особено на студентите, секој денар ни е скапоцен. Планирам да продолжам понатаму, да се запишам на мастер, ама не во Македонија. Јас сум Јанков Андрес, студирам македонски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет при Универзитет Гоце Делчев во Штип, на катедрата за македонски јазик и книжевност. Оно што ме натера да се запишам е всушност љубовта кон поезијата и кон пишаниот збор. И се надевам дека во иднина ќе се запишуваат повеќе студенти на нашата катедра, особено на македонски јазик и на книжевност. Оваа година бројот на стипендистите е речиси удвоен во споредба со претходните, што се должи на подобреното планирање на периодот на распишување на конкурсот. Тоа придонесува за поефикасно искористување на буџетските средства по основа студентски стипендии, што се планирани со програмата за поддршка на образованието. Стипендиите и годинава се распределуваа во 4 категории: за студенти со висок успех во студирањето, за студенти на факултетите за медицински науки, студенти од социјално загрозени семејства и студенти од ромска етничка заедница. Стипендирањето се реализира 10-та година поред, а од општинскиот буџет досега финансиска помош добиле над 270 студенти, при што се исплатени повеќе од 110.000 евра. Конкурс за стипендирање на редовни студенти од општина Виница за студиската 2019-2020 година објавува Сдруженијето Свет Крст од Виница. Конкурсот е отворен од 10, а документите треба да се достават најдоцна до 24 јануари. Сдруженијето Свет Крст од Виница објавува конкурс за стипендирање на редовни студенти од општина Виница за учебната 2019-2020 година. Потребни документи за пријавување се пополнето барање за доделување стипендија, потврда за редовни студии, фотокопија од индекс со запишани семестри и положени испити. За студенти во прва година фотокопија од диплома и свидетелства, потврда за редовни студии на друг член од семејството, уверенија за положени испити, уверение за семено материјална положба, потврда за последна исплатена плата за секој член од семејството, а за невработените соодветен документ со кој се докажува невработеноста. Конкурсот е отворен од 10 јануари, а документите треба да се достават најдоцна до 24 јануари 2020 година во просториите на општина Виница, бизнис центар 4 кат. Локалната самоуправа и годинава ќе стипендира еден млад надежен спортист, зашто веќе објави конкурс. Целта е да се помогне во понатамошната спортска кариера за оние кои ја представуваат општината и на државно и на меѓународно ниво. Почна да тече рокот за пријавување на кандидати спортисти за добивање стипендија од општина Кочани како стимул за постигнување нови успеси во спортот и школувањето. По 3000 денари месечно во текот на половина година ќе добива еден спортист, кој дополнително ќе биде определен, а за што од локалната самоуправа веќе распишаа и конкурс. Поддршката што ќе ја добие спортистот Спортска надеж е за остварени спортски резултати и постигнувања во 2019 година.
Во повикот наведени се условите што треба да ги исполнуваат кандидатите, односно да бидат спортисти на возраст меѓу 17 и 20 години, да членуваат во спортски клуб или друштво што е регистрирано во Агенцијата за млади и спорт или да се членови на национални спортски федерации што реализираат национални спортски систем надпревари, како и да учествуваат во меѓународни надпревари за возрастни категории до 20 години. Спортовите во кои се надпреваруваат кандидатите се борење, велосипедизам, гимнастика, карате, кошарка, скиење, тенис, триатлон, фудбал и шах. Стипендијата ќе се доделува 6 месеци во текот на оваа година, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Кочани. При доделувањето на стипендијата одредени се повеќе критериуми според кои ќе се врши бодувањето, меѓу кои најважно е учеството и постигнатиот успех на национални и меѓународни надпреварувања, за што се добиваат и најмногу бодови. Пријавувањето за стипендијата трае до 24 јануари, а документите се поднесуваат во архивата на општина Кочани преку една шалтерската канцеларија. Подетални информации можат да се добијат и на веб страницата на општина Кочани. Општина Кочани успешно ја заврши акцијата за доделување субвенции за набавка на печки на пелети или за инвертер клима уреди. Сумата од по 10.000 денари по барател ја добиле вкупно 101 домаќинство, а поголем интерес имало за поставување инвертер клима уреди. Вкупно 1.010.000 денари за субвенционирање на печки на пелети или инвертер клима уреди им распредели општина Кочани на граѓаните. Финансиската поддршка е дел од мерките за намалување на испуштањето штетни материи во воздухот, а што настануваат од затоплувањето во домаќинствата. Средствата беа обезбедени од општинскиот буџет преку програмата за заштита на животната средина. Одобрено е 101 барање за субвенции за печки на пелети и за инвертер клими. Одбиени се само 6 апликации, поради тоа што инвертер климите или печката на пелети биле купени пред почетокот на важноста на субвенционирањето. Најголем интерес од 91 граѓанин бил покажан за инвертер климатизери, а само 10 граѓани набавиле печки на пелети, информираат Комисијата за спроведување на постапката за субвенционирање. Вкупниот износ наменет за покривање на дел од трошоците што граѓаните ги имаат при набавка на уредите, првично изнесуваше 600.000 денари. Поради покажаниот интерес, Советот на општина Кочани донесе одлука за дополнително издвојување средства за сите барања што беа поднесени во периодот од 11 ноември до 20 декември минатата година. Висината на поединечната субвенција по барател, односно по домаќинство, изнесуваше 10.000 денари, а субвенционирањето се вршеше по принципот прв дојден, прв услужен. Дел од условите што требаше да бидат исполнети беа и барателите да се жители на Кочани, да платиле данок на имот за стамбениот објект каде што е инсталирана печката или климатизерот и да ги купиле и инсталирале во периодот на трајање на јавниот повик. Сдруженијето ИНИ од Виница го заврши проектот со кој го истражуваше работењето на подружниците на јавното предпријатие Национални шуми од Источниот плански регион. При тоа констатирана е голема несразмерност меѓу планираната и реализираната сеча на огревно дрво, како и големи загуби во финансиското работење. Мониторингот на работењето на подружниците на јавното предпријатие Национални шуми во Штип, Кочани, Виница, Делчево, Берово и Пехчево, што го спроведе граѓанското здружение ИНИ од Виница, покажал голема несразмерност меѓу планирањето и реализирањето на годишните планови за сеча на дрвна маса. На завршната презентација на проектот "Имам право да знам и влијаам" беше нагласено дека истражувањето покажало оти подружниците во Берово и Пехчево имаат подобар успех во исполнувањето на планот. Кај останатите пак има негативна реализација, а дел од нив долги години работат и со загуба. Загрижувачки е фактот дека подружниците, посебно подружниците Кочани и Штип, долги години работат со големи загуби. Загубите се милионски, ако ги цениме на 4-5 години, да речеме, мислам дека Осогово од Кочани има наталожено огромни долгови. Исто така и подружницата Серта од Штип. Разбираме дека јавните предпријатија не морат секогаш да работат со профит, затоа што работат со национално добро, јавно добро и тука се пресметуваат приходите, расходите и бенефитот што го имаат граѓаните. Од извештаите кои што ги најдовме
на веб страните на ЈП национални шуми за 17 и 18 година има доста голем број на податоци и мислам дека самите извештаи не се доволни за еден обичен граѓанин да може да свати што работат подружниците. Според Цонев, освен загубата од околу 30% од топлинската моќ кај влажните огревни дрва, дополнителна негативност е што со нивното согорување се испуштаат приближно толков процент повеќе штетни материи кои го загадуваат воздухот. Национални шуми примаат уплати до 31 април, но очекуваме кој ќе заврши, кој ќе го затворат списокот, веднаш да се распишат огласи, за да можат тие наберените дрва на време да стасат до крајните корисници, у исто време летен период 1, 2, 3 месеци самите дрва да можат да се исушат, а од друга страна да добијат корисниците суви дрва кои ќе се покалорични, кои што стварно ќе греат и од друга страна нема да загадуваат. Загубата од мокрите дрва е скоро 30%. Односно 30% од топлотната енергија, калориите се трошат на сушење на дрвата, па другото. Тоа ви е пример, ако даете 30.000, значи 9.000 денари ќе ви изгорат, а нема да добиете бенефит. Како заклучок од проектот на Сдруженијето ИНИ е распишувањето на тендерските постапки за превозници на огревно дрво да не се прави во втората половина на годината, туку порано, а од дирекцијата на јавното претпријатие Национални шуми да се преземат посериозни мерки за намалување на негативното работење и натрупувањето загуби. Исто така, се препорачува и водење отворена и разбирлива база на податоци на секоја подружница, според примерот на граѓански буџет. Половичен интерес покажале жените земјоделки од источниот регион за огласот за подршка на активен женски член во земјоделското домаќинство. Померката по која можеа да аплицираат жените земјоделки за добивање неповратни средства од државата за модернизирање на земјоделските стопанства. Рокот за аплицирање траеше до 26 декември. Најголем интерес од Штип, помалку од Кочани, од страна на жените земјоделки по огласот за добивање на неповратни 3000 евра од државата за модернизација на земјоделските стопанства, чии носители се тие што е основен критериум за добивање на овие средства. Од Кочани се пријавиле само 4, а од Штип 12 жени земјоделки за грантот од 180.000 денари, велат од Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството подрачна единица Кочани. Значи можеме да кажеме дека интересот беше половичен, можеше да има и подобар интерес, но како и да е, интересот во нашиот регион, тоест регионот кој што го покрива регионален центар Штип, беше некаде околу преку 30 поднесени барања, од кои што во нашата работна единица во Кочани имаше 4 барања поднесени од наша страна, а другите барања кои што имаме создание беа изработени од приватни советници. Значи вкупно на ниво на цела Македонија имаше поднесено некаде преку 300 барања по ова мерка 115 за жени земјоделки и се однесуваше на максимална парична вредност која што беше предвидена по корисник до 180.000 денари. Значи, во тек е разгледувањето и се очекуваат резултатите од оние кои што ќе бидат прифатени и одобрени. Интересот беше фокусиран, додава Захариев, на добивање на финансиската подршка од државата за преработки и позбербени активности во повеќе сектори. Предност има регистрирани земјоделки кои професионално се занимаваат со земјоделство. Другарска средба по повод православна нова година организира Сдруженијето на пензионери Кочани за своите пензионери. Истата е закажана за 13 јануари во ресторанот Амор. Сдруженијето на пензионери на Кочани по повод одбележувањето на Стара нова година за своите членови организира другарска средба, која ќе се одржи на 13 јануари во ресторанот Амор, со почеток од 12 часот.
Цената на менито изнесува 400 денари, а на свеченоста присутните ќе ги забавува музичка група. Од Кочанското здружение на пензионери истакнуваат дека заинтересираните билет може да набават во управата на здружението. Традиционално на средбата ќе бидат спроведени сите обичаи со делење паричка, а целта е дружење на пензионерите по повод празниците. Инаку по повод новогодишните и божикните празници, Здружението на пензионери од Кочани ја реализираше акцијата за дарување пакети за пензионерите кои се социјално загрозени и со ниски пензии. Паралелно со оваа активност, Комисијата за активност на жените при Кочанската пензионерска организација реализираше своја активност со посета на осамени и болни пензионерки, на кои им додели скромни подароци и им пружа лекарска помош на лице место во нивните домови. Со оваа активност од Комисијата за активност на жените сакаат да покажат дека не ги забораваат и пензионерките кои што се осамени и болни, а при посетата извршија и лекарски преглед и им ја дадоа потребната здравствена заштита. Почитувани, современската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.